Почитувани, Зоран Заев Македонија ја претвори во држава во која што предност има режимот на мафијата, а сите други се граѓани од втор ред. Режимот на мафијата, во кој што припаѓа и Министерството за внатрешни работи на Оливер Спасовски, не издава пасоши за македонски граѓани. Почитувани, нема посрамна и посмешна, но и потрагична одлука од онаа измена на Законот за патни исправи на Спасовски и на режимот за продолжување на важењето на пасошите. Тоа што Спасовски го гарантира дома не значи дека важи и во државите во светот. Одлуките на Спасовски и на режимот во службен весник важат само до граница. Никој не може да гарантира дека на било кој граничен премин официјално лице на државата во која што македонски граѓанин ќе се обиде да влезе со истечен пасош, дека нема да има основа тоа лице да биде вратено назад. Никој не може да гарантира и дека доколку влезе во било кој хотел, лице со македонски пасош кој што е истечен, може тој пасош да не му биде земен предвид, или исто така, истото да се случи во банка, во било која институција, во здравството, во странство, каде што ќе треба да го потврди идентитетот. Уште повеќе, никој не може да гарантира дека при било каков случај на проверка на документи од службени лица, од полиција, например, сообраќајната полиција, пајак служба, за време на престој во странска држава, македонски граѓанин со истечен пасош нема да биде подложен на дополнителни стресови и можеби санкции, додека пак би требало да објасни дека Оливер Спасовски и режимот во Македонија не издаваат нови валидни пасоши и дека едноставно одлучиле старите пасоши да важат и натаму. Само споредено со македонското законодавство, доколку полицаец најде на странец и тој странец е затекнат во Македонија со истечен патен документ, лицето се приведува во полициска станица заради потврдување понатамошно, точно на неговиот идентитет. Почитувани, додека сета светска полиција трага по криминалци со македонски пасоши издадени од МВР на Оливер Спасовски, на македонските граѓани им е суспендирано правото за вадење на патни документи, суспендирано им е правото на поседување на патна исправа. Патни исправи, пасоши за македонски државјани во МВР нема. Ама затоа македонски пасоши има 214 белосветски мафијаши со потерници за шефови на наркокартели од Србија, од Албанија, од Црнагора, имало пасоши за мафијаши и извршители од Јужна Америка до Далечниот Исток, имало пасоши за терористи, за клановите од Италија до Мексико. Ама пасоши за македонски државјани нема. Почитувани, ова е само уште еден пример за тоа дека македонските граѓани, кои што не се дел од шемите на мафијата на власт, се граѓани од втор ред. Повелете, имате ли дополнителни прашања? Сакам да прашам за вчерашната седница на Комисијата за надворешна политика, каде што Антонио Милошовски даде одредени заклучоци, меѓу кои и за одржување за прифаќање на декларација во собранието и отфрлање на бугарската декларација. Дали ќе има таква иницијатива доставена до собранието и од кого имате поддршка? Видете, веќе е познато, ви благодарам на прашањето, веќе е познато дека не се донесени заклучоци на Комисијата за надворешни работи во собранието, затоа што беше прекината таа седница на комисијата, со тоа што пратениците од владеачкиот режим предвреме ја напуштија седницата на Комисијата за надворешна политика, односно пратениците од СДСМ и од ДУИ ја напуштија пред да може да се обезбеди кворум, за да може да има гласање и да се донесат заклучоци на Комисијата за надворешна политика при собранието на Република Македонија. Развојот на настаните и она што го читаме во странските медиуми, повторно во странските медиуми, не во домашните медиуми, даваат објаснување можеби за однесувањето на пратениците од СДСМ и од ДУИ за време на Собраниската комисија за надворешна политика. Точно така во предлог заклучоците, како трета точка од заклучоците кои што требаше да бидат гласани во
на Комисијата за надворешна политика, парафразирам, стои дека собранието треба да усвои декларација дека право на секоја држава е заштита на идентитетските одредници како културата и јазикот и дека за нив државата не треба да преговара. Ви благодарам. Да го видиме, да го проследиме развојот на настаните, очигледно дека сега власта треба да потврди дали она што го пишуваат странските медиуми, дали она што повторно го дознаваме од странските медиуми ја се однесува на македонскиот идентитет е точно или не. Благодарам.